Добар ден, почитувани, го следите магазинот за родителство 0+ месеци. Зошто децата што одат во градинка почесто се разболуваат? Родителите често се соочени со дилеми. Дали е нормално детето толку често да е болно? Кога треба да се направи бриз од нос и грло? Дали секоја изолирана бактерија бара антибиотик? И зошто кај некои деца инфекцијата постојано се спушта на белите дробови? Како се развива имунитетот кај малите деца и зошто периодот до 3-та година е особено чувствителен? Некои родители мора да носат болно дете во градинка, бидејќи нема кој да го чува. Но како тоа влијае на останатите? На оваа тема денеска зборуваме со професор доктор Катерина Бошковска, педиатриски пулмолог. Разговорот следува веднаш по блокот реклами, а секако ќе имате можност и вие да поставите прашање во програма. Зошто децата што одат во градинка почесто се разболуваат од респираторни инфекции? Ќе ја прашаме професор доктор Катерина Бошковска, педиатриски пулмолог, директорка на Универзитетската клиника за респираторни заболувања кај децата Козле. Професорке, добро ни дојдовте во магазинот за родителство 0+ месеци. Добар ден. Добро ве најдов и благодарам на поканата. Се надевам ќе им разјасниме некои дилеми на родителите. Како се развива имунитетот кај децата? И дали е точно дека треба да созре до 3-та година? Да, имунитетот кај новороденчето, доенчето и малото дете не е ист како оној нели кај возрастните, односно и кај поголемите деца. Новороденото кога се раѓа и во доенечкиот период има имунитет кој што го стекнува од мајката. Тоа е така наречен еден пасивен имунитет. Меѓутоа, тоа се зависи од имунитетот на мајката, исхранетоста, состојбата, нели пред да го роди бебето. И тој имунитет некаде после 6-тиот месец исчезнува и започнува да се развива имунитетот на самото бебе. Овој имунитет, како што уште во родилните канали, нели новороденото се среќава со бактерии во родилниот канал, затоа има и разлика помеѓу новородени породени по природен пат и со царски рез. И тука се формира тој така наречен микробиом, кој што е многу важен и кој што е единствен за секој човек. Тоа е како отисток од прст, тој е единствен за секого, така и микробиомот. И понатаму во текот на животот со секој среќавање со разни вируси, бактерии, се развива и имунолошкиот систем. Тој всушност представува еден систем кој што возможува одбрана од се што е туѓо за нашиот организам. Заради тоа, дечињата кои што се мали во предшколска возраст, значи некаде до 3-та, 4-та, па и 6-та година, почесто се разболуваат и се уште немаат целосно развиен имунолошки систем, имунитет, што велиме. Да. Какви респираторни инфекции најчесто заболуваат децата што одат во градинка на оваа возраст? Дали се почести бактериски или пак вирусни инфекции? Вирусни инфекции. Во 80% се вирусни инфекции кај децата кои што одат во градинка, па и на училиште. Зависи и детето дали одало во градинка, кога тргнало во градинка, секако ќе го има тој период на адаптација, каде што ќе се среќава со различни видови на вируси и бактерии. Меѓутоа, тие, кога ќе ни кажат има температура, носето тече, грлцето црвено, се работи во 80% за вирусни инфекции. И тоа треба да се знае, да го знаат и родителите и да не инсистираат на припишување на антибиотици. Ние си имаме најголем проблем со тоа што во голем дел од овие инфекции се даваат антибиотици, а всушност се работи за вирусни инфекции на кои што не им треба антибиотик и самите ќе поминат. Едно дете мало, предшколско дете, е нормално во текот на годината да има и до 8 инфекции, респираторни. Сега тоа значи дека овие инфекции се горно респираторни претежно, доколку детето има пневмони, долно респираторни инфекции, има сериозни отити бактериски, синузити кај големо дете, и доколку една, например, долно респираторна инфекција не може да се излечи со антибиотик преку уста, туку секогаш побарува хоспитализација, значи зборувам за тешки инфекции, дури тогаш треба да се посомневаме дека се работи можеби за некое пореметување во имунитетот. Инаку сите оние инфекции кои што поминуваат со течење на носето, со црвено грло, подкашлување, нели собирање на шлајм во грлото што најчесто кажуваат родителите, поминуваат сами по себе, не е потребна некоја терапија и воопшто не се страшни. Значи во периодот некаде од октомври, како ќе почне есента, па до април-мај,
е дозволено да се има и до 8 такви инфекции. Така, но децата што одат во градинка понекога се постојано болни. Постојано им тече носето, Да, постојано кашлаат. Точно. Само што ќе се залечат, ќе седат дома, ќе се залечат, ќе тргнат во градинка и ќе ви кажат дека за 3 дена повторно е болно детето. Градинката е место и училиштата, секако и други колективи каде што има голем број на деца. Едно дете да дојде со некаков вирус или бактерија, веројатноста дека и другите ќе се разболат е многу голема. Заради тоа имаме впечаток дека постојано се болни, меѓутоа пак ќе кажам, ако детето има мрсули, трча, игра, состојбата општа му е добра, нема никаква причина за загриженост. Често пати родителите ги носат болни децата во градинка, велејќи дека немаат избор и немаат кому да го остава детето да го чува. Да. Што тоа значи за останатите деца во колективот? Тоа значи тоа што го кажав, дека тука ќе има расширување на некаква инфекција. Треба да постојат можеби некои посебни групи. Јас сосема ги разбирам родителите кои што немаат баби, дедовци кои што може да го причуваат детето додека е болно. Барем неколку дена додека има температура. Не треба детето да се чува 2 недели дома за течење на нос, на пример. Треба првите 2-3 дена додека не му е добра општата состојба, нели треба зголемена хидрација, сепак да се следи, да се гледа детето кога има температура, потоа и да му тече носето и може да посетува градинка. Убаво би било кога би биле изолирани тие деца во некоја посебна група, сега тоа дали би можело некако да се направи како за време на короната кога имаше нели така изолирање на таквите деца. Инаку дека немаат решение родителите, немаат. И ние се соочуваме со такви проблеми, бараат боледувања, па не можат нон-стоп да бидат на боледување. Така што убаво би било да нема болни деца по градинките, ама има. Болни, не викам дека тие се болни, тие не се болни, им тече носа или нешто. Секако нема некое болно дете со температура и во некоја компромитирана општа состојба, некој да го однесе во градинка, нели? Така, значи кои се симптомите кога детето треба да остане дома? Покачена температура, покачена температура, малаксаност, да. Значи кога едноставно го гледаме дека не е добро детето. Доколку детето само му тече носа и си игра и трча и зборува и јаде и пие, тогаш тоа дете не е болно. А сега веќе значи доколку детето споменавме дека понекогаш децата се постојано болни. А се помали од 3 години. Дали може би треба да се размисли да се направи пауза од градинка или не? Пауза од градинка треба да се направи само доколку детето прележи некоја потешка инфекција, некоја долно-респираторна инфекција или некој потежок отит или некоја друга болест, тогаш веќе пауза, меѓутоа не пауза 2 недели, месец, можеби и пола година. Значи тогаш треба за тој имунолошки систем да се обнови некако, да се зајакне за детето да може да оди во градинка. Инаку за ваквите инфекции не. Ваквите инфекции ќе ги има и во градинка и во училиште. Сведоци сме дека и деца кои одат во градинка, па ќе одат во училиште, па се среќаваат со други типови на бактерии, вируси, па и заразни болести, сипаници, нели често имаме по училиштата, по градинките, така што некои паузи да се прават, не. Вела дека со разболување се гради имунитетот. Да, со секое соочување со нови бактерии и вируси, имунитетот се јакне. Бидејќи при секоја наредна средба со истиот вирус или бактерија ќе биде многу полесна клиничката слика. Но што значи за детето ако постојано е под антибиотска терапија? Детето не треба да е постојано под антибиотска терапија, пред се заради тоа што тоа се вирусни инфекции и затоа родителите треба првично неколку дена детето додека е да кажеме болно, зборувам лесно болно, само со температура, со течење на носе, да го чуваат дома, по потреба ако не поминува после 5 дена да го однесат на матичен лекар. И секако после направени анализи доколку имаме знаци за инфламација, покачени леукоцити, С-реактивен протеин, тогаш евентуално би можело да се даде антибиотик, а не за мирна крвна слика што велиме и уредно ЦРП и дете во добра кондиција да прима антибиотици. За секој случај? За секој случај не се дава антибиотик, бидејќи и да се даде, како што најчесто кажуваат превентивно дајте ни антибиотик, нема да спречиме нешто ако треба да направи долно-респираторен инфект. Доколку се работи за вирус, ние нема ништо да направиме, само ќе му ја пореметиме и цревната микрофлора и уште толку ќе му го намалиме имунитетот.
Така, цревната микрофлора, значи директно поврзана со одбранбениот механизам на здрава цревна организмот. микрофлора исто така мислам е многу важна за одржување на здрав имунолошки систем. Некои родители велат дека нивното дете веднаш по настинка спушта на белите дробови. И сега зошто тоа се случува? Тоа се случува кај деца кои што имаат некоја генетска предиспозиција, имаат атопија, велиме, оние деца кои што се склони кон алергии, нивната слузница е таква да е поприемчива за одредени вируси и бактерии, освен за алергии, и заради тоа овие деца многу често може денес да е добро, да нема никаков наод на белите дробови, а веќе следниот ден да има бронхообструкција или да направи некаков наод. Многу често доаѓаат и кажуваат дека спушта, меѓутоа ние не ги гледаме, сепак сме терциерна установа, иако доаѓаат и првично кај нас, нема потреба. Меѓутоа и тој секрет што го имаат они од носето што се слева, некогаш на слушање може да личи на нешто што од белите дробови. Меѓутоа тоа се преносни хркулки што ги велиме ние, кои што немаат баш врска со некаква права долно респираторна инфекција. Но секако има деца кои што прават рецидивантни бронхообструкции и за нив е потребно дополнително исследување. Треба да се исследуваат во однос на алергија, атопија, да се даде некоја терапија ако треба. Кај малите деца често знае да се враќа храна од желудникот во хранопроводот и да се истата аспирира. Деца кои што пијат многу млеко, затоа не треба навечер да се пие млеко, нема потреба од ноќни оброци. Кај малите деца, веќе и кај доенчињата, треба после 5-6 месеци да се укине тој ноќен оброк. Така што може да се работи за гастроезофагијален рефлукс, кој што пак дава респираторни симптоми, долготрајни кашлици, ларингити, рецидивантни бронхообструкции, така што треба да се земе во обзир и оваа болест. Така, дека не секогаш вирусите и бактериите ги прават респираторните проблеми. Не секогаш, има и други. желудникот, односно рефлуксот, може да создаде слични симптоми, се разликуваат. Слични симптоми дава, некогаш деца се да речам, диагностицирани како, например, астма или рецидивни бронхообструкција, всушност се работи за рефлукс, така што треба да се размислува и за тоа. Каква е кашлицата во тој случај? Па, обично, кашлицата е сува, надразнителна, кога ќе се направи испитување, кај нас сега можам да се пофалам и да соопштам дека во Универзитетската клиника за респираторни заболувања кај децата Козле започнавме со изведување на 24-часовна пехаметрија. Тоа е една диагностичка метода за докажување на гастроезофагијален рефлукс, така што пациентите кои што имаат таков некаков проблем, тие деца и често повраќаат после оброк, значи тоа е еден од симптомите, или матичните лекари да ги упатат за да можете и на таков начин да се диагностицира и потоа секако следат и одредени тераписки. На кој начин се прави таа диагностика? Па се прави, се става да ни појасните? Сонда се става до долната половина на езофагус и тоа се приклучува компјутерски 24 часа. Значи се носи, детето во тој период најнормално функционира, нели јаде, пие, ги забележува сите симптоми што ги има, забележува кога е јадело, значи оброк, детето, мајката забележува, нели, тој што ќе биде со детето. И потоа се компјутерски, преку софтвер, се гледа колку епизоди на рефлукс, ако имало, нели, има. Има кисели и алкални епизоди, нашиот апарат ги регистрира и двете, така што понатаму со тој извештај може да се каже дали се работи за гастроезофагијална рефлуксна болест или не. Така, ова е корисно да го знаете. Да, ова од скоро почнавме да го работиме. Ова е метода што пред години се работела, ама потоа немаше никаде во ниту една клиника, така што еве сега ние го имаме. Одлично. Ќе ги вклучиме и гледачите од овој момент да постават прашање кои што е поврзано со темата. Кажете ми, кога има логика да се направи бриз од грло и од нос? Дали при секоја инфекција кај детето е пожелно да се направи една ваква анализа? Вака, бриз од нос воопшто не треба да се прави, мислам, тоа е ретко при некои, ако се сомневаме на некои синузити или некои други работи, бриз од грло, доколку има јако црвено грло, беличасти наслаги, да не се работи за бета-хемолитичен стрептокок, кој што секако би требало да се лекува. Значи, таа бактерија во грло единствена што се изолира и што ја бараме и што бара третман. Сите оние други пропратни се, да кажам, наши бактерии со кои што си живееме, така што во една група во градинка, ако земете бриз од нос, па ако не на сите, на 90% ќе им најдете некаква бактерија, децата живеат со неа и нема никакво
потреба од третман. И значи, многу е изолирана бактерија не секогаш значи бактериска инфекција. Не секогаш значи и обично не е таа причина за детето дека има температура и дека е болно. Тоа сепак е вирус, ама како случаен наод, нели, затоа што земаат по правило сите брис од нос и грло. Родителите самите ги толкуваат резултатите, да, се убедени дека причината за и бараат антибиотик, многу често бараат антибиотик локален. И тоа не е во ред нон-стоп да се става, може да се оштети слузницата на носето, нели? И не е добро да биде таа средина стерилна. Нели, треба детето да има во себе бактерии со кои што живее и од кои што нема проблем никаков, затоа што на тој начин се гради имунитетот на детето. Значи не секогаш изолирана бактерија во носот значи бактериска инфекција, нема потреба од антибиотик. Да. За носот, да. За носот. Да. А што е со грлото? Грлото, доколку се докаже бактерија, односно бета-хемолитичен стрептокок, треба да се лекува со пеницилински препарат. Затоа што понатаму има компликации кои што може да се јават кај одредени деца. Тоа треба да се лекува. Да. Ама тоа ќе има температура, ќе има покачени леукоцити, ќе има ЦРП покачено, ќе има јако црвено грло, гнојни налепи, гнојна ангина што велиме, тогаш веќе треба да се третира антибиотики. Или доколку имаме воспаление на уво, исто така треба да се третира. Така, како се проценува дали антибиотикот има ефект или пак нема? Па како се проценува антибиотикот доколку се работи конкретно за грлото, веќе за 24 часа до 48 детето веднаш ќе биде подобро. Ќе нема температура, нема да го боли грло, ќе почне да голта, да јаде, да пие, нели? На тој начин по клиничката слика ќе оцениме дека антибиотикот делува. Ние секако антибиотик даваме според антибиограм. Ретко се дава антибиотик пред да добиеме брис од грло и така им кажуваме на родителите, некогаш знаат да дојдат и навечер, кога не можеме нели да им земеме, така што прво да се земе, па потоа почнете го антибиотикот, бидејќи само 1 до 2 дози антибиотик може да даде лажно негативен резултат од брисевите. Да. А по земањето на антибиотска терапија потребно е повторно да се направи брис за да се види дали повторно ќе се изолира бактерија или не? Не секогаш, ако е детето добро и ако нема никакви клинички симптоми, нема потреба. Антибиотската терапија за бета-хемоличен стрептокок треба да се дава 10-14 дена, значи долготрајна. Толку е терапијата, бидејќи секое давање ќе почнат 3 дена, па детето е подобро, па ќе прекинат, на тој начин се ствари антибиотска резистенција. Кога имаме бактерија, не го даваме доволно долго, значи не ја искоренуваме бактеријата, заради ваквото давање, имавме толку, па ни снема сируп, па има и такви образложенија, нели? Ке го дадат пократко што треба. Треба да се дава оноко колку што ќе препише педијатарот или матичниот лекар, оној кој што ќе го води детето. Понекогаш родителите на своја рака ќе направат брис кај детето. Да, они си прават и си даваат антибиотици, бидејќи си ги имаат по дома веројатно или не знам како, во апотеките колку што знам без рецепта и без препорака не треба да се даваат антибиотици. Меѓутоа, имале останато, па ќе почнат, па ќе престанат, така што доколку се работи за бактерија, треба да се дават оноку колку што се препорачува. Како треба да се менаџира затнато носе кај дете, бидејќи тоа знае да направи навистина многу проблеми? Да, тоа е најголем проблем кај малите деца, кои што кога им е затнато носето, пијат со цуцла, например, нели млеко или било што, и они тука не можат ни да јадат, ни да спијат, ни ништо. Кај малите, кај доенчињата, се ставаат оние физиолошки раствор, солени раствори во нос, а веќе над годината 2 веќе може и деконгестиви за нос да се употребуваат, меѓутоа не повеќе од 5 дена, затоа што тие доколку се даваат долготрајно, има некој, нема па ќе си стави некои капки или спреј за нос, за одзатнување, меѓутоа се добива обратен ефект, се добива едем на слузницата, оштетување и уште толку е затнат носот. Така што најдобро е со оние пумпички за влечење на секрет, ама не често и не знам јас какви се некои со мукалка што се тоа не сум видела, не сум употребувала и не препорачувам, бидејќи сепак е тоа дразба голема, на мало дете може да направи оштетување. Значи, оние рачни што се како пумпички за вадење на секрет, зборувам за мало бебе, кое што не знае и не може да го издува носето, нели? А и самите деца, кога им ставите вие капкички солени, ке кивне на тој начин, нели, ке излезе секретчето, така што сами си се справуваат. Човечкиот организам е еден голем феномен.
А советувате ли носето да се одзатни со помош на оние водени раствори што се ставаат во шприц, па преку едната ноздра се вбризгуваат, по другата страна тоа е убаво излегува за кога има секретот. секрет многу, значи кога има баш голема количина на секрет, најчесто тука можеби веќе и за бактериски инфекции да се работи, бидејќи се полни, носот е полн, и на тој начин се добива убав ефект. Со тоа што сега кај многу мало дете сепак не се препорачува. Мислам, зборувам кај малечко, кај доенче. Иначе по големите деца кои што може да го издржат тоа, може да се прави, да. Со тие чунчиња што ги велат, да. Кога родителите треба да почнат да ги учат децата да го издуваат носот, да дувнат? Па треба да почнат веќе од 2-3 години, треба да знаат да го дуваат носето. Да, треба да им покажуваат сега колку ќе знаат, ќе затнат едно носе, па ќе му кажат сега дувни, па како нешто, ќе се лажат, како свекичка, како ова, како она. Знаат, повеќето дечиња знаат да го издуваат носето. И на мала возраст. Кога ќе се затне носето, секретот се спушта и тука се јавува кашлицата. Да, се слева. Се слева. Најчесто се слева по задниот зид на фарингсот и тука од таму доаѓа најчесто кашлицата. Доколку е предизвикана од горно-респираторна инфекција, како доколку е пневмонија, веќе си има и други наоди, има детето и диспнеа, има се слуша на слушалка, на аускултација, нели, се слуша пневмоничен наод, бронхообструкција, свирежи, знаат да свират во градичките, ќе ви кажат детето ми свири, дише со стомачето, го вовлекува југулумот, тука кај вратот се вовлекуваат меките делови, тоа веќе е знак за еден дистрес и такво дете секако треба да се јави кај нас или на детска клиника на пулмологија, затоа што ќе би требало да побарува и хоспитализација. Но најчесто кашлицата е поврзана со Најчесто е сливањето поврзана со на сливањето и со секретот. горно-респираторно. Значи, најчесто се горно-респираторни инфекции, оние деца кои што имале долно-респираторни и кои што имаат чести бронхообструкции, веќе и си ги препознаваат децата кога имаат напад на бронхообструкција, па често пати дома веќе даваат инхалации, спреови, кои што си ги примаат, кои што претходно им биле препорачани. Така да кај нас кога ќе дојдат веќе имаат примено нешто, па потоа одредуваме со каква терапија ќе продолжат или ќе се хоспитализираат. Ги споменавте инхалациите. Исто така родителите при секоја кашлица на нивното дете посегнуваат по нив. Дали се тие корисни или не? Не се корисни секогаш. Значи, инхалација се знае кога се дава инхалација со бронходилататори, кога имаме бронхообструкција, исто така инхалација со оние кортикостероиди, такви раствори, кои што многу често ги даваат за најобична кашлица, ниту ќе им помогне на таквата кашлица, па нема да помогне. Таа обично се дава кога имаме ларингити, ларингеална кашлица, кога ќе речат ни се разводи во средноќ или рано на сабајле, како лавеш на куче. Таква кашлица е таа, тоа е веќе ларингит. Тој се третира и со системски кортикостероиди, со инхалации со адреналин, зборувам во установа, како што е нашата, не дома секако, и понатаму за дома препорачуваме. Сепак за тие било какви инхалации кои што се со лек, нели, дали е бронходилататор, дали е тописки кортикостероид, треба да препорача лекар. А да не посегнуваат сами. Сите веќе имаат дома инхалатори, за повојници се носат инхалатори, така да нема семејство кај што нема инхалатор, но не секогаш инхалаторот треба да се користи, тој треба на соодветен начин да се одржува, да се чисти преку него. Понатаму може и да добие некаква бактерија или габичка или нешто, доколку не е, нели, соодветно одржуван, да. Професор, имаме гледач, ќе го вклучиме во програма. Добар ден. Добар ден. Повелете. Го очекуваме вашето прашање. 18 месеци, оди сега 2 месеци во градинка, до сега не бил болен, освен течење на носето. Имам изолирана бактерија, само секунда, во носот, мораксела. Не ја третираме никако, освен со често прскање физиолошки раствор во носето и шмркање на носето. Меѓутоа, прашањето ми беше повеќе што со родителите. Значи, ние двајцата сме постојано болни овие 2 месеци. Стомачен вирус, ларингитис, еден куп работи, за среќа детето не е болно. Како ние да се заштитиме и дали нешто превентивно да направиме за да не се случи истото со детето? Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Благодарам. Да, често и родителите фаќаат од децата или пренесуваат на децата.
Секако тука многу е важна хигиената, бидејќи слушнав и стомачни, инфекти имале родителите. Одржување на хигиена, миење на раце, проветрување, исто така сега се уште не гледам дека е нешто загаден воздухот, значи може да се проветрува, да се поминува поголем дел од времето на отворено, доколку е можно, да не се посетуваат некои настани со многу луѓе, сепак имаат мало дете дома, колку што разбрав, они се поболни од детето, така родителите. Така, да. А детето во градинка секако дека ќе има бактерии, добро е што не ја третираат никако моракцелата, таа е многу честа бактерија која што се наоѓа во носето, туку само со промивки, а родителите секако можат и со некои суплементи, со С витамин, D3 витамин, и секако да внимаваат да нема многу бацување, гушкање, блиски контакти со сепак е мало дете од година и пол, 18 месеци, туку што тргнато во градинка. Професорке, градинките при упис на дете Да. инсистираат да се направи брис од носот. Дали е тоа корисно? Инсистираат, ама тоа навистина не е ниту корисно, ниту е возможно детето да има стерилен нос и секое дете да не го примаат во градинка додека не се искорени бактеријата. Тоа може значи ли таа бактерија да му е едноставно дел од може, флората? Значи може дете кој нема симптоми, кој што има минимални симптоми, значи не е таа бактерија причина за состојбата на детето, ниту пак температурата, што кажав, или симптомите се предизвикани баш од таа бактерија, туку најчесто се вирусни и вирусните инфекции многу лесно се пренесуваат, додека бактериските помалку. Таа бактерија може да се бара, да се зима бриз кај некој што работи со храна, на луѓе кои што работат во единици за интензивна нега. Значи, таа бактерија, што е нормална во носот кај детето, може да направи проблем кај имунокомпромитирани пациенти на интензивна нега, значи секако кај што се работи со храна, во кујни, во градинките, во кујната или во болниците, ние секако имаме санитарни прегледи со брисеви од грло нос. А инаку тоа е некаква пракса да се бара, што не гледам зошто и многу ретко ќе се најде секој дете да биде стерилен носот. И заради тоа ставаат после локално... Да, родителите имаат начин како да добијат начин стерилен... за да добијат негативен бриз. Ќе стават локален антибиотик. Ќе го стерилизираат и тоа. И не значи дека за 3 дена пак нема да има, ама... едноставно за да влезе во градинката. А некои родители навистина се исплашени кога ќе го добијат тој бриз, бидејќи се убедени дека припадот тоа е причината, дека припадот на имунитетот на детето, таа бактерија ќе се активира и ќе создаде проблем. Не треба воопшто да се плаша, треба да се знаат дека градинките, училиштата се расадник на бактерии, дека скоро сите деца ги имаат, доколку не прават проблем, ником ништо. Тие си живеат едноставно во носето на детето и не му прават проблем. Како да се подобри имунитетот на децата, особено доколку имунолошкиот систем не е целосно созрян? Постои ли начин? Па вака, сега имунитетот, за имунитетот да се развива правилно и да се озрее, многу е важна исхраната, да биде со свежо овошје, зеленчук. Во зимските месеци D витамин се дава, еве С витамин може исто така да се даде, доволно одмор, спиење, значи едно предшколско дете треба да спие 10 до 12 часа, вклучително и дневниот одмор. Значи сонот е директно во корелација со имунитетот. Да, значи здравата храна, помалку изложување на стрес, сега стрес кај дете, меѓутоа има и кај нив секако, самото одење во градинка е стрес за некои деца, некои деца не сакаат да одат во градинка. Што повеќе поминување на отворено. Може ли незадоволството, тоа што не сакаат да одат во градинка, да им го руши имунитетот и поради тоа да се волни? Може, начин на стрес, да. Мислам, може да влие врз развивањето на имунолошкиот систем, на имунолошкиот одговор, да. И стресот влие. Исто така треба да се поминува повеќе време во природа, на чист воздух, да не ги многу преоблекуваме децата, да ги пуштаме да одат, ако ние сме по кратки ракави, и они треба да бидат, а не они да бидат облечени, нели, дома е топло, или надвор, како во Русија ги пуштаат да се бањаат децата на минус степени, така и се поздрави. И во скандинавските земји спијат во количка на отворено. Така и спијат. Тоа кај нас не може да се замисли. Тоа е добро, тоа така треба. Треба да се пуштат, па и да се испрља, па и да фати со рака нешто, нели, па да... На тој начин се во контакт со
надворешниот свет и со многу типови на бактерии. Тие нема лошо да му направат, меѓутоа ќе го активираат имунолошкиот систем. Значи да им дозволиме на децата им да се дозволиме извалкаат, да играат. Така, да. Да не ги се чуваме фрлјат, како во да. стаклено звоно, како што сме научени ние. Да. А помагат ли имуностимулаторите? Можат ли тие да бидат корисни тие или пак се, се да. мед со две острици? Можат да бидат, тие се имуностимулатори, односно имуномодулатори, така што нема некаква штета, има многу на пазарот, најчесто се бета-глуканите во комбинација со С-витамин, со цинк, така што над година дена се обично препорачани, кај малите бебиња не. Меѓутоа во период од есен-зима нема никаква штета и да се дадат. Тоа се еден вид на суплементи, да кажам, кои што може до некаде да помогнат да се забрза одговорот кон инфекцијата, да трае помалку време, кога веќе ќе се разболи нели детето. Обично делуваат на вирусните инфекции, меѓутоа се даваат и заедно со антибиотици, не е никаков проблем. Превентивно, понекогаш може да се дадат и за детето да не се разболи и кога ќе се веќе разболи. болно. Може и превентивно, а кога ќе се разболи, обично зависи од типот на имуномодулатор или имуностимулатор, се дава или друг вид или дупла доза од тоа што се дава превентивно, само неколку дена, така што ги препорачуваме и ние понекогаш, меѓутоа и самото, ако детето си јаде свежо и внесува витамини, минерали преку храната и нема потреба. А што е со пробиотиците? Дали тие може да помогнат во спречувањето на појавата на респираторни заболувања во детска возраст? Може и текако, тие се поврзани, значи цревниот микробиом е многу важен и е поврзан со сите делови. Така што пробиотици да се даваат е убаво, особено кога детето прима често антибиотици, ако прима не знам една недела антибиотик, му требаат месеци за да се обнови и да се врати на старо микробиомот. Така што треба да му се помогне и да се даваат пробиотици. Сега веќе и се препорачуваат и сите мајки и самите си даваат пробиотик, уште кога ќе излезат од родилиште што се вика, да, им се препорачува нели витамин Д, секако кој што мора да се дава, но и пробиотици даваат и за оние инфантилни колики исто така помагаат за што нели грчевите што ги имаат бебињата која се во првите месеци, така што пробиотиците се добри бактерии кои што помага да се одржи нормална цревна микрофлора. Така, обично ги поврзуваат пробиотиците со цревните тегоби, но секако може да помогнат и кај респираторните заболувања. Да. Па имате вие цревен микробиом, респираторен, кожен, целото тело нас ние со бактерии во кои што живееме во една симбиоза, кои што не прават проблеми кои што ни се потребни. А потребно ли е на децата да им се дава поголема доза витамин Д во зимските месеци? Па треба да се дава, да, во есен зима, затоа што помалку се изложени нели на сонце и нема толку сонце, оно и да нема сонце треба надвор да се изнесуваат и малите бебиња. Грешно е тоа дека дома сега ќе се затворат во зима и да не ги види бел ден. Да, затоа што тие зраци сепак продираат. Не е дека нема, меѓутоа секако оние препорачани дози кои што се превентивни, а може ние кај деца со респираторни тегоби, кои што се со хронични респираторни болести, даваме и поголеми дози на витамин Д, затоа што е докажано дека е поврзано витамин Д и респираторното здравје. Како е во моментов на универзитетската клиника? Да. Па кај нас си почнува сезоната. Почнува сезоната, се зголемува бројот на амбулантски прегледи, на болнички. Се уште грип не сме изолирале, веројатно е се уште рано, ниту пак вака по симптомите не личи на грип, туку на некоја друга вироза. Така што сега тек не следат напорните месеци, меѓутоа се справуваме како и секоја година и ова имаме добар кадар, одличен екипи, да, зголемени за на дежурство и така. Да, обично на дежурство доаѓаат Обично доаѓаат на дежурство навечер кога се во паника и кај нас да кажам 80% од тие што ќе дојдат не се за да дојдат на лекар. Доаѓаат ете така од што еве качи температура или кашла или не знам што, не е за хоспитализација, од страв доаѓаат, додека мал број на оние кои што навистина заслужуваат да дојдат и да се хоспитализираат. Што би им препорачале на родителите што имаат деца што одат во градинка или пак во училиште, во оние почетни оделенија? Што може да направат во претстојниот период на грип, па и на други респираторни вируси? Па за грип може и да ги вакцинираат децата.
Советувате? Да, до 5-та година и се препорачува и бесплатна имаше нели и од Министерството за здравство. Меѓутоа и деца кои што се со хронични болести, исто така пожелно е да се вакцинираат, за да и кога би добиле грип, нели ќе го поминат во многу полесна форма. Инаку многу е важно одржување на хигиената, често миење на рацете, може носето пред да одат во градинка кога ќе се вратат со физиолошки раствор да ги промиваат, нели за да не се задржат прљавшти, бактерии, било што кога ќе се вратат, да користат што повеќе време еве на водно, например, тоа ни е најблиску, нели тука, на чист воздух, дома да се проветрува и родителите, а и децата да избегнуваат и други групни собири, да кажам, тоа колку може, ќе одат на роден, на нешто, ќе се сретнат со деца, меѓутоа да е повеќе на. Многу често се разболуваат и во игротеки. Да, библиотеките некогаш и повеќе, ќе нема да оди во градинка, ќе оди на еден роден ден и ќе се разболи, така што тие се препораките кои што се за општо за сите. И значи покрај тоа што е надвор студено, доколку воздухот е чист. Да, секако да се излегува. Обавезно и да не се преоблекуваат. Видите, знаете како ќе стават шал, ќе стават. Не, нема потреба на децата и не е ладно, ние ги облекуваме. Колку пати ќе почна да се одма соблекуваат, мене ми е жешко самите деца, а ние родителите сме такви, па нели ги претоплуваме. Па им велат, пото немој да трчаш, ќе се испотиш. Да, немој ќе се испотиш, ете така, и се испотуваат, па тоа е. А потењето може да доведе до проблем? Тоа, настинки, како ќе речат, настина, има температура, малце не е баш. Ајде, јасете ни што е тоа настинка? Настинка е риновирнастинка, во суштина е ринофарингит, односно ринит или настинка. Може ли од промаја да се предизвика? Не може од промаја да се предизвика. Или од седење на ладно? Не. Температура нема да качи тоа. Да. Значи тоа е директно поврзано со вирус. Тоа е вирусна инфекција. Тоа е вирусна инфекција, настинка или ринофарингит, како настинка ние така го нарекуваме, тоа е предизвикано од вирус. Кога имаме и температура, и ностечење, и грлоболење и тоа. Да. Тоа е. Професорке, ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Тема Амбуланта. Оваа тема е нешто што навистина ги интересира родителите, секогаш актуелна. Ја разрешивте и дилемата околу тоа дали детето да се носи во градинка или пак да се остави дома и некој да го чува. Кога ќе ве прашат што одговарате на тоа прашање, доколку ви имаат можност? Детето често се разболува, имаат можност некоја баба, ако имаат можност, дока и 3-та година може, бидејќи некој ангажира жена за чување. Тука е периодот кога на детето веќе и само ќе му треба друштво. Дока и 3-та година и баба да го чува и не е така лошо, нели? По релаксирани ќе бидат и родителите, детето, меѓутоа веќе 2-3 година самите деца си бараат да одат во градинка. Си сакаат друштво, нормално, секој со своите. Така, ви благодарам уште едно за вашето гостување во магазинот за родителство 0+ месеци. Почитувани, тука го заокружуваме денешното издание на емисијата. Ви благодарам што бевте заедно со нас од почетокот до крајот. Ви посакувам пријатен ден.